Добар ден, гледате Аргумент. Мој гостин денеска е Борис Георгиевски, главен и одговорен уредник на Дојче Веле на македонски јазик. Борис Георгиевски, благодарам што сте во Аргумент. Моето прво прашање се однесува на канцеларот Мерц. Неговата идеја да се олесни проширувањето за Македонија, за Западен Балкан, генерално, велите ли дека е остварлива оваа идеја, односно дали ќе биде поддржан од клучните сојузници, односно од клучните земји, важните земји, старите земји членки на Европската Унија, зашто без таква поддршка е неостварлива оваа идеја, овој план? Мислам дека најпрво треба да видиме дали идејата на германскиот канцелар Мерц ќе биде, да речам, општо прифатена и во Брисел од Европската комисија и од останатите земји членки на Европската Унија. Не се малку набројнели и треба да се постигне консензус околу тоа. И тогаш ќе знаеме дали ова решение, овој предлог или non-paper, популарно наречен во јавноста, ќе биде конечното решение за надменување на досегашното бавно проширување на Унијата. Во таа насока би рекол дека идејата на Мерц не е Европската Унија по секоја цена и веднаш да се проширува, туку повеќе да се приближат овие земји сите кои што се во кругот на кандидати до Европската Унија. Мислам дека и нему му е јасно, а тоа е јасно последниве години генерално во европската јавност, дека волја за проширување во моментов и така како што стојат работите нема. Причините се повеќе кратни, дел се самиот факт што Европската Унија тешко донесува одлуки и во сегашниот концепт со 27 земји членки и со нови членки тоа ќе биде уште потешко. Тоа го кажуваат двете водечки членки на Унијата и Германија и Франција веќе подолго време. И втората причина е, би рекол, внатрешно политичка. Во голем број земји приемот на нови членки треба да оди или преку нивните парламенти или на референдум. И конкретно тука најеклатантен пример е Франција, каде што многу тешко и на едниот и на другиот начин ќе помине ново проширување. Така да овој предлог на германскиот канцелар ја го гледам како некое меѓу решение во кое што нема да се загубат и 6 земји од Западен Балкан и двете од поранешниот Советски сојуз во таа трка за членство, која што е во моментов нереална, но ќе им се вети некаков пат кон напредок и кон некаква заедничка европска иднина. На кој начин би се одвивало тоа проширување не е многу јасно. Канцеларот Мерц како вели, полека, но забрзано би се движеле земјите на Западен Балкан, Украина и Молдавија се тука во проширувањето на ЕУ. Значи, планот, така ја како што го гледам и како што го читав, тоест идејата, би ја поделил во два дела. На една страна е Украина, на друга страна се земјите кандидати од Западниот Балкан. Она што се нуди на Украина е јасно, таа треба да добие некаков специјален статус како придружна членка на Европската Унија. И тоа би значило некаква поблиска интеграција, нели, приближување, но не би значило полноправно членство и во ниту една варијанта не би значило ниту право на глас. Значи, тука има повеќе причини зашто тој се нуди на Украина, прво се внатрешните, затоа што на Украина и треба некаков позитивен сигнал и некаков, би рекол, окуражување, некакво охрабрување да се дојде конечно до некаков мировен договор и мировно решение со Русија. Тоа мировно решение веројатно би опфаќало големи територијални отстапки од страна на Украина и она што ќе остане од Украина треба да се приближи до Европската Унија, но тие луѓе и политичарите, но и граѓаните, народот на Украина треба да се охрабрат преку вакви иницијативи, преку поблиска асоциација со Европската Унија да ги прифатат тие болни компромиси и отстапки што во иднина веројатно ќе мораат да ги направат во однос на Русија. На другата страна се 6 земји од Западен Балкан, тука е нели и Македонија. И во тој дел мислам дека и во Европската Унија и во главните градови во Брисел се свесни дека било какво приближување на Украина или на Молдавија во тој пакет со неа кон Европската Унија би бил многу, би рекол, најпросто нефер кон земјите од нашиот регион.
и затоа тука се предлага еден хибриден концепт на постепено приближување кон Европската унија и за овие земји, многу сличен на овој украинскиот. И овие земји исто така би добиле, например, меѓу другото и пристап до заедничкиот пазар на Европската унија, би добиле седиште без право на глас, веројатно и во институциите и во телата на ЕУ, би добиле и статус на наблюдувач и така натаму, да не ги набројувам, веројатно и се веќе познати на македонската јавност тие идеи и предлози. Меѓутоа, се на се, тоа е еден пакет кој што пак ќе кажам, се прави обид да се приближат овие сите земји во пакет кон Европската унија, без при тоа да им се понуди во моментот или наскоро полноправно членство. Да се фокусираме на Македонија. Македонија, знаете, има сериозна пречка од страна на Бугарија, тоа е бугарскиот спор со францускиот предлог, како да се премости овој проблем кога има цврсти барања, циментирани ставови од страна на премиерот Мицковски, од страна на владата, дека се потребни гаранции кои се однесуваат на внесување на бугарите во уставот. Па не би знал како би се вклопиле, генерално мислам дека доколку тежнеат кон европската интеграција, ова и не е така лош предлог, не е така лоша идеја. До сега не слушнав коментар или став од владата во однос на ова прашање. Мислам дека само две опозицијски партии го коментира до одреден степен предлогот на германскиот канцелар. Лично мислам дека за Македонија секој милиметар приближување до Европската унија е многу важен и многу значаен и треба да се искористи секоја таква шанса да се приближи земјата што повеќе до ЕУ. Дали ќе биде тоа економски или политички, помалку или повеќе е sejedno. Она што останува за Македонија веројатно и во овој пакет, пак ќе кажам условено, доколку се усвои, доколку стане официјален предлог на Европската унија, она што веројатно ќе остане како обврска е да се почнат преговорите и да се прават тие реформи, нели, кои што преговорите ги предвидуваат. Без нив тешко дека ќе има напредок во било кое поле, затоа што дури и доколку земеме во предвид дека на Македонија би се понудило на останатите земји од Западен Балкан некакво постепено членство, тоа постепено членство повторно ќе значи исполнување на услови и влез, например, меѓу другото на заедничкиот пазар. Така што од тој аспект гледано, мислам дека за Македонија предлогот е позитивен, затоа што помалку или повеќе на сите им беше јасно дека класично проширување на Европската унија нема да има и дополнително за тоа што Македонија е заглавена поради билатералниот спор со Бугарија веќе со години и не очекувам дека ова ќе биде некакво отклучување на тој спор, ниту дека нешто многу ќе помогне за негово побрзо надминување, но ќе видиме како ќе реагираат властите во Скопје и колку се заинтересирани доколку ова стане официјално решение да го прифатат. Мерц не нуди излез, поддршка, помош за Македонија во овој план за да се извлече Македонија од овој бугарски спор и од идните вета од страна на Бугарија. Мислам дека последниве години, барем мој впечаток е дека како сите полека да креваат раце од обидите да посредуваат во тој спор или да помогнат. Не гледам било каква иницијатива во Европската унија, не гледам иницијатива ни во Скопје, ни во Софија, за жал, дека тоа на било кој начин би можело да се надмине. Мислам дека малку им здодеа и тоа повторување цело време од Скопје за тоа што го бара владата и изјавите кои доаѓаат од таму. И од тука веројатно помалку и загрижува тој факт што никој во Европската унија во моментов не се интересира да помогне да го надмине тоа. Веројатно се и тие свесни дека позициите се помалку закоравени и во двата главни града, така што не гледаат ни веројатно ни мотивација да се обидат да посредуваат или да помогнат нешто во надминување на спорот. Мислам дека иницијативата мора да дојде
во прв ред од Скопје, од таму да почне целата иницијатива и постапка за надминување на спорот, па после да се оди на варијанта да се види дали некој во Европската унија би бил заинтересиран тоа да го поддржи или евентуално дури да посредува. Зошто Црна Гора би прифатила ваков план на проширување, кога тие се многу блиску до влез во Европската унија? Зошто би правеле одстапки, особено за земји кои не ни започнале преговори конечно? Прво, не би биле ставени во пакет со другите земји. Мислам дека и самиот предлог на Мерц наведува, ако добро се сеќам на точната фраза, иновативни решенија за секоја земја поединечно. Прво, Црна Гора, мислам дека во Подгорица веројатно има јасно дека полноправно членство тешко ќе се случи во наредниот период, од причините кои што ги набројав уште во првиот одговор. Затоа што едно е тоа што го кажува Европската комисија, е друго како размислуваат земјите членки и особено дел од нив кои што имаат разноразни внатрешно политички проблеми и не се во можност да го поддржат тоа. Така што Црна Гора, која што годинава веројатно и целосно ќе ги затвори преговорите, мислам дека и нема друг избор, освен таа постепена чекор по чекор интеграција во Европската унија, и тоа конечно и не е така лошо решение, особено ако се има предвид дека и по затворањето на преговорите, значи процесот на ратификација на членството на Црна Гора ќе трае од 1,5 до 2 години во земјите членки на Европската унија, така што не гледам причина зошто не би го прифатила тоа и да оди на таа интеграција чекор по чекор, ако веќе полноправното членство во моментов е веројатно малку и тешко да се замисли. Истото важи и за Албанија, која што е малку поназад, но не многу далеку. Ако се сеќавате и на заедничко отворено писмо или колумна, како да ја наречам, во Frankfurter Allgemeine Zeitung на Рама и на српскиот председател Вучич, во кој што и тие сами де факто ја повика Европската унија да отвори нови прозорци, значи да дозволи такво постепено членство, мислам дека тоа не би било проблем за никој. Нема ли да се разочара Еди Рама со оглед на овој план, што ова проширување, како вели Мерц, ќе се одвива полека, но забрзано, со оглед на тоа што Еди Рама имаше прилично еуфорични изјави дека за некоја година Албанија влегува во Европската унија? Па добро, сега пак ќе кажам, со оглед на она заедничко писмо со Вучич што го објавија во ФАЦ, печатокот мој, а и на пошироката јавност би рекол, бидејќи такви беа коментарите во јавност, е дека очигледно дека и Србија и Албанија се подготвени на некое, како да го кажам, на некоја пониска форма на членство, значи им беше јасно и мислам дека се уште има јасно на сите дека полноправно членство не може да се случи брзо, се дека Европската унија внатрешно не се реформира, и дека овој би го рекол песимизам во некои главни градови не се надмине. Така што благодарение на некој начин дури и на Украина би рекол, иако требаше нели тоа да биде обратно, мислам дека сите на некој начин помалку ќе профитираат. И овие земји што се најнапредни и овие што се поназад како Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и така натаму. Нема ли Вучич и неговата авторитарна политика на овој начин да бидат наградени, кога влегуваат во пакет со останатите земји? Па не сум сигурен дека би биле наградени, затоа што напредокот кон неу повторно ќе зависи од отварањето и затворањето на поглавијата, од преговорите, од реформите. Србија долго време нема отворено ново поглавје, нема затворено старите поглавја. Во Европската унија мислам дека точно гледаат што се случува во Србија и повеќе се сега во исчекување на политичкиот исход од оваа голема криза која трае веќе втора година и подолго можеби. Така што, пак ќе кажам, без преговори, без реформи не може да се напредува во ЕУ, без разлика каков пакет и да се понуди на крај. Каков е тој план кога влегува во игра и Украина, земја која сега е во војна, која не може, тешко може да исполни воопшто било какви услови? Не е јасно на сите, меѓутоа не е идејата Украина преку ноќ да стане членка на Европската унија.
идејата е на државата или на оно што ќе остане од неа, откако ќе заврши војната со Русија, да се даде некаква перспектива. Украина е, целата земја е разурната, има десетици, стотици илјади жртви, така да на сите е јасно дека таму ќе треба многу напор и многу помош во сите сфери општествени и државни за таа земја да се по војната да застане на нозе и да се на некој начин дури да се спаси, нели, да тргне напред. Така што ова го гледам, ви кажав, како некакво охрабрување и за политичарите и за владата таму да се оди кон мировно решение и да им се даде јасно до знаење на сите во Украина дека земјата ќе добие помош и ќе има поддршка од Европската унија, од европските структури во иднина. Молдавија е најсиромашната земја во Европа. Која е логиката Молдавија да влезе во Европската унија? Молдавија добро напредува во делот на политичките преговори, колку што можам да забележам. Сега искрено не следам толку близко, но минатата недела имавме интервју со претседателката Маја Санду, која што дури спомнуваше и датуми 2030 година како цел за членство. Мислам дека Молдавија влегува во тој пакет затоа што е загрозена на некој начин од Русија. Молдавија е на некој начин и во слична ситуација како Украина во однос на својата територија. Го знаете случајот со Транснистрија кој е под де факто контрола на Русија, односно не е под контрола на централните власти во Кишињев. Така што, меѓутоа, кога веќе се прави целиот тој пакет, нема причина да се изостави Молдавија од таму, затоа што дефинитивно и припаѓа на Европа, значи територијално и географски, и земјата барем досега мнозински сака да оди на тој пат кон Европската унија. И од тука е гледам таа поддршка за нив, затоа што ќе беше, би рекол, дури неодговорно Молдавија да не се вклучува во тој пакет, и покрај тоа што сте во право кога велите дека тоа е најсиромашната земја во ЕУ и дека има многу внатрешни проблеми, но веројатно надежта е дека низ годините тие проблеми ќе се решаваат со поддршка од ЕУ. Украина и Молдавија се поддржани, и тоа прилично од страна на Европската унија, токму заради руското влијание. Но се чини дека се занемарува руското влијание кое се однесува и на Македонија и на Западен Балкан. Па не би рекол дека се занемарува, мислам дека дел од вината за тој застој сносат владите и политичките елити во земјите кои што ги споменувате. Значи, онаму каде што тие влади и политички елити преземаат чекори за да на некој начин да сторат се, за да тргнат на патот кон ЕУ, како Албанија и Црна Гора, гледаме дека напредуваат и дека добро им оди. Онаму каде што тие процеси застанаа и каде што не се оди по тој пат онака како што се посакува и треба, таму патот е застанат. Така што поддршката е, како да ви кажам, двонасочна улица. Ја добиваат онаму каде што се гледа напредок и се гледа желба за тој пат. Некои аналитичари сметаат дека Исланд практично има најмногу шанси за влез во Европската унија, за разлика од овие земји кои може само да сонуваат дека за некоја година би имале шанси да влезат во унијата. Можно е, но јас пак ќе кажам, се сомневам затоа што двете водечки земји членки на Европската унија јасно кажуваат дека пред реформирање внатрешно на Европската унија, тоа се Германија и Франција, значи пред внатрешното реформирање на ЕУ нема да има полноправна членство, нема да има нови членки. Така што веројатно и Исланд ќе влезе во таа група на земји кои што постепено ќе одат на тој пат, барем тоа е моето очекување. Затоа што пречките остануваат како за Западниот Балкан, како за Украина и Молдавија, така и за Исланд. Значи истите се треба да поминат тоа проширување, тие одлуки низ земјите членки, а тоа во моментов, посебно во некои од нив е многу тешко, дури би рекол и невозможно да се случи. Така што Исланд веројатно е многу поблиска како северна држава до традициите и до навиките и до она што се нарекува и владење на право и добро владење и така натаму до земјите членки, водечките земји членки на Европската унија, но мислам дека тоа нема многу да им помогне во моментов додека не се пресече како ќе изгледа тој процес на проширување понатаму и како конечно ќе изгледа Европската унија понатаму, затоа што
И затоа не сме сигурни во моментов, никој не може со сигурност да каже каква ќе биде иднината на ЕУ. Секако ќе мора да се реформира и да се менува внатрешно, но до консензус еве гледаме тешко се доаѓа веќе со години. Постојано зборуваат за некакви реформи во Европската Унија, но не можеме да видиме никакви реформи ниту на Европската Унија, ниту пак план некаков сериозен за проширувањето. Прави има идеи, меѓутоа е тешко да се дојде до консензус за нивно спроведување. Да. Затоа што знаете како функционира Европската Унија. Една земја доколку рече не, тоа е не. И тука е крајна приказната. А многу тешко било која земја членка на Унијата би се откажала од своето суверено право на вето, например, без разлика дали се работи за финансии или за економија или за одбрана или за надворешна политика, што е најпроблематично последниве години, затоа што многу земји членки од тоа црпат својата сила, тоа особено се однесува на малите земји членки на Европската Унија. Идејата исто така за консензус цело време пропаѓа практично, Борис Георгиевски. Па имено тоа е многу тешко да се спроведе во пракса. Добро, Борис Георгиевски, благодарам што бевте гостин во Аргумент. Ви благодарам што не гледавте. Пријатно.